На Астон Мартин не му оди добро со автомобилите последните години, но раководството на компанијата како да предчувствуваше дека доаѓаат полоши времења и од средината на минатата деценија започна со експанзија на брендот во други сегменти на луксузниот живот, меѓу нив и во недвижнините и со некои познати имиња од светот на архитектурата и недвижностите во Мајами започна со градба на резиденцијален центар кој неодамна беше завршен. Оваа зграда, која со своите 66 ката е највисока целосно стамбена зграда јужно од Њујорк, располага со хелиодром и собствена марина и има скоро 400 апартмани. Најскапиот ги окупира трите последни ката и купувачот со него добива примерок од реткиот Астон Мартин Вулкан. Се распостила на повеќе од 2500 квадратни метри и се проценува дека е продаден за 50 на милиони долари. Најефтините апартмани имаат по 65 квадрати и чинат по 820.000 долари. Освен што повеќето од нив се распродадени, уште со оставањето на темелите, во Астон Мартин се презадоволни и од фактот дека 50 на купувачи веќе биле собственици на некои од нивните автомобили. Зградата за која земјиштето беше купено за рекордни 25.000 долари за метар квадратен, располага со двокатен фитнес студио, уметничка галерија, 2 кина, виртуелен симулатор за голф и деловен центар. Се најде место и за базен, скајбар, сала за разни настани и друго.